Во судскиот совет дојде од позиција на врховен судија, а по 4 месеци ја наследи претседателската фотелја на Зоран Караџовски. Киро Здравев е новиот шеф на судскиот совет. Беше избран едногласно со 12 гласа. Членовите на советот за него гласаа тајно, како и шефот на врховен Јово Вангеловски. Здравев беше единствениот предложен кандидат за председател на советот. Ветува дека ќе ја враќаа довербата на граѓаните во судската власт. Не кажа што ќе преземат по извештајот на специјалното јавно обвинителство за четворицата судии: Јово Вангеловски, Светлана Костова, Софија Лаличек и Александра Зафировска, кои беа посочени дека работеле под политички диктат. Сепак Здравев најавува дека наесен ќе работат на претставките за несовесно постапување на судиите. Приоритет ќе имат завршувањето на тие постапки, а по однос на одговорноста, никој не е исклучен одговорноста, ниту судија, ниту председател на суд, член на судски совет, уште помалку и председател на судски совет. Значи, гарантираме една законита и крајно совесна работа. За заменик на Здравев со 11 гласа за и едно неважечко ливче е избран Селим Адеми. Мандатот на Адеми му завршува во октомври. Собранието треба да одлучи дали ќе остане во советот. Ќе се потрудиме заеднички сите да ги преземаме сите мерки без разлика за кого, без разлика за на кој судија, согласно за закон, и се разбира постапките што се пред судски совет дефинитивно мора да имат крај. Мандатот на Зоран Караџовски завршува утре, но тој останува како член во судскиот совет. Здравев има 2 години да раководи со нависокото судско тело кое именува, напредува и разрешува судии. Судскиот совет истражува несовесно постапување на 5 теми на врховни судии, каде шефува Вангеловски, кој му го укинаа притворот на бизнисменот Сеат Кочан.